Во некои вонредни временски услови се кажува дека градежните работници не би смееле да работат поради опасности кои што демнеат пред се од топлото време и топлотен удар. За жал се чини тие правила и никогаш не се почитуваат. Нашето второ вклучување на терен денес е токму на оваа тема. Да повикаме колешката Марија и да видиме, се разбира, со кого таа ќе има разговор и малку повеќе за оваа тема, како и дали воопшто се заштитени градежните работници. Градежните работници се едни од најпогодените од временските услови. Во Македонија низ автопатите и во Скопје се гради непрекинато. Минатите години топлотните бранови ги изгореа градежните работници. Колку се заштитени во овие пеколни температури над 30 степени, ќе ни објасни мојот денешен соговорник Петар Наумовски, кој е председател на Македонското здружение за заштита при работа и каде нашата екипа се наоѓа во живот токму од нивните канцеларии. Добро утро, Петар. Добро утро, ви благодарам. Еве да започнам со првото прашање. Кога станува збор за работа на отворено, еве, нашиот разговор е токму за градежниците. Како стручно лице, кој е полош период за работа, дали зимскиот или летниот период за истите? Микроклиматските услови, дали се работи за ниски температури или високи температури, разликата не само за градежниот сектор, разликата е во тоа што како се применуваат мерките и стандардите по основ на проблематиката за која што разговараме. Значи, како се сите ние во нашава струка се залагаме да се применуваат стандардите. За тоа сме задолжени ние, работодавачите, самите вработени, докторите по медицина на трудот. Така да, ова е прашање кое што не е врзано само за летната сезона и за градежниците, тука се земјоделците, тука се полицајците, пожарникарите и така натака, и вработените кои што работат во затворени просторија кај што нема климатизација. Еве во овие пеколни температури, колку градежните работници се заштитени во вакви услови? Колкава е безбедност? Проценката на ризик на секој работно место е законска обврска на секој работодавач. И таму се пропишани мерките и климатските услови кои што треба да се почитуваат. За жал, ние немаме релевантни податоци во извештајот што се случуваат и колку се случуваат несреќи при работа, официјални, за да можеме да донесеме заклучоци за тие аномалии да не се повторуваат. Да знаеме колку повреди се случиле, од кој пол, на која возраст, на кои работни места, за да имаме точна анализа, за да знаеме тие работи да не се повторуваат понатаму во делот на повредите. Јас како што можев да извадам податоци според ваши извештаи од Македонското здружение за заштита при работа, во 2020 имало 152 несреќи при работа, од кои 25 биле фатални, а минатата година 2021 имало 30 жртви на работно место. Дали имате од прилика некои информации за 2022 и кои се најлошите последици, несреќни случаи, освен или смртен случај, кој може да се случи на еден градежен работник? За 2021 имаме 30 повреди и 9 смртни случаи во градежниот сектор. Морам да напоменам дека ние тие анализи ги правиме на основа на медиумите што ќе ги објават. Како што напоменав и претходно, за жал нема единствена евиденција која што ќе не донесе до вистинскиот заклучок. Инаку последиците по најтешките повреди или смртни случаи се огромни за целото општество. Тој работник мора да оди на боледување, државата треба или фирмата да плати за истиот. Исто така се повредува и целата фамилија, како велат, еден болен човек, цела фамилија дома е болна. 4% од вкупниот бруто производ на државата оди на оштета на тие вработени. Тоа се 400 милиона евра на годишно ниво кој што нашата држава ги дава како оштета за овие повредени. Се почитуваат ли препораките да не се работи од 11 до 16 часот тој временски интервал? Она за што ние се залагаме е препораките да станат правилник. Значи, препораките се, и ова прашање може да ви одговорат најдобро во Државниот инспекторат за труд.
Препораките се оние кои што ги дава владата на Република Македонија. Ние се залагаме тие да станат правилник, за да може во делот кај што се оценката за ризик за работно место и све што ќе се пропише со тие микроклиматски услови да биде законско. Така, овие препораки нели треба да се почитуваат. Ви благодарам многу на разговорот. Со оглед на предвиденото време нели кратко беше, но сепак објаснивме колку што можевме на оние кои што не гледаат. Да, ви благодарам. Толку за ова моје последно вклучување. Нашата екипа се наоѓа во живо од Македонското здружение за заштита при работа со една интересна тема градежни работници во услови на опиковни температури. Да, веќе ги имаме топлотните високи температури, треба да се почитуваат правилата, да не се изложуваат на сонце најпогодените во градежниот сектор. 20 јуни се одбележува и како нивни меѓународен ден, токму од ова здружение денеска не зборуваа нова